Ова се настаните за денес. Засилено да се работи на еколошка едукација, особено кај младите, посочуваат невладините организации. Продолжува отстранувањето на мрежи духови од Охридското езеро. Час поскоро да се донесе стратегија за спас на Преспанското езеро, апелираат експертите. Викендов започнува зимското сметање на времето. Европските земји не постигнаа договор за користење на замрзнатите руски средства за помош на Украина. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во утринските и предпладневните часови имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината со максимални 18 степени Целзиусови. Европа утре ќе биде под доминација на многу силен и длабок циклон центриран над Северно море и Скандинавија, кој ќе предизвика обилни врнежи од дожд проследени со силни ветрови. Врнежи од дожд се очекуваат и на Пиринејскиот полуостров, во останатите делови од Европа стабилно и топло време. Во поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе преовладува релативно стабилно време, особено во јужните и источните делови. Во северните и западните делови на Балканот повремени врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 14 до 22 степени. Во Македонија во сабота постудено утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 12 до 23 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во недела умерено облачно време со сончеви периоди, доцна попладне и навечер со врнежи од дожд. Минималната температура до 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во понеделник во утринските и предпладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Попладне умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 13 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и јоргани, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите.
Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Воведување на предмет еколошка едукација во образованието е повеќе од потребно, сметаат од невладината Биодиверзитет за сите. На тој начин ќе имаме едуцирани млади генерации кои ќе водат повеќе грижа за природата. Засилено да се работи на еколошка едукација, особено кај младите. Ова е мисијата на невладината организација Биодиверзитет за сите. Се организираат еколошки акции, особено во близина на крајбрежјето. Во фокусот се децата и младите. Покрај чистење на мапираните локации се организираат и работилници за еколошка едукација и во училиштата и во природа. Децата од најмали нозе се учат да ја чуваат и сакаат природата. Одреден период, неколку месеци активно спроведуваме еколошка едукација. Пред се опфатени ни се оние помалата возрастна група дечињата од градинка па се до 11 години. Сметам дека тоа е најбитна возрастна категорија кој што треба уште од најмали нели да се едуцираат за сето оно што не обкружува, за природните вредности и пред се да знаат зошто е значајна еколошката едукација. За жал да, околу нас се соочуваме со многу лоша слика секојдневно во природата, сето она што ни се случува околу нас, не само отпадот со кој сме обкружени, туку и изградбата, значи на нелегални објекти, хидроцентралите, илегалниот лов и останато, сето тоа е резултат на недоволна еколошка свест. Еколошката едукација опфаќа всадување на љубовта кон живиот и растителниот свет во природата. И мислам дека секој од нас треба да биде свесен за последиците, не само по здравието, значи врз целокупниот биодиверзитет, сето тоа ќе се согледува допрва и секој од нас треба да превземе нели чекор да се сменат работите. Во иднина, значи, активно продолжуваме со организирање на работилници за деца во природа. Сметам дека играта, престојот на децата додека растат треба да биде во природа, не само поради тоа што природата има нели големи придобивки врз здравието, врз развојот на децата, туку едноставно децата најдобро учат преку игра во природа, им се буди љубопитноста, креативноста. На моите работилници децата буквално се поврзуваат со природата, истражуваат, учиме да не се плашат од ништо кое што мрда во природата. Екологијата не е само фрлање отпад, тоа е една посебна наука и треба да се посвети едно големо внимание на еколошката едукација. Тоа треба да биде посебен предмет во формалното образование за создавање на нови генерации кои што ќе ја сакаат природата. Повторно отстранети голем број мрежи духови од водите на Охридското езеро. Тимот на Ghost Diving Adriatic информира дека се придружил на локалните сили и исчистиле дел од напуштената опрема за лов на риби од езерото. За само 2 дена биле отстранети голем број мрежи духови од езерските води. Во соработка со Хидробиолошкиот завод од Охрид и Нуркачкиот центар Амфора на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид беше одржана работилница за подигнување на јавната свест, невидливи мрежи, видлива закана,
посветена на запознавање на студентите и пошироката јавност со реализираните активности за отстранување на напуштен, изгубен, заборавен или на друг начин оставен рибарски алат, така наречени мрежи духови, од Охридското и Преспанското езеро. Состојбата со Преспанското езеро е сериозна. Нивото драстично се намалува, присуството на загадување се зголемува, а видливоста е едва 2 метри. Експертите апелираат час поскоро да се изработи стратегија за спас и заштита на езерото. Преспанското езеро се наоѓа во многу лоша состојба. Сликата е тажна, со линија на водата повлечена над 150 метри и видливост од само 2 метри во длабочина, што е за 10 пати помала транспарентност или бистрина на водата, споредено со Охридското езеро. Многу ниското ниво и намалениот квалитет на водата во Преспанското езеро негативно влијае врз живиот свет кој обстојува таму. Како и за луѓето, ако зборуваме питка вода, треба да биде бистра, треба да биде чиста, треба да знаеме дека може да ја користат и сите живи организми кои живеат во едно водно тело. Но во моментов, верувајте дека олеснатото присуство на органска материја можеби ќе се снајдат да најдат храна, но треба да ја видат храната за да ја внесат. Зборувам за рибите. Истото се случува и за било кој сектор засегнат околу Преспанското езеро. Зборуваме за туризмот. Ако плажите се повлечени 150 метри, значи она што некогаш била плажа, сега е суво песочно тло, ги одвраќа луѓето, навистина гледката е тажна. Преспанското езеро годинава за прв пат беше опфатено со акцијата за отстранување на напуштени, изгубени, заборавени или на друг начин оставени така наречени мрежи духови, која 4ти пат се спроведува во Охридското езеро, но токму поради заматеноста на водата, резултатите во Преспанско беа далеку од задоволителни. Отежнатото детектирање и отстранување на мрежите во Преспанското езеро резултираше со само 2 мрежи отстранети на локалитетите околу островот Голем град и на локалитетот Лиса, каде во суштина се каменести супстрати на кои што се врзува овој рибарски алат. Од друга страна, нуркачите дури немаја видливост за да можат да пловат. Анекдота, да кажеме дека при нуркањето, кога ќе стигнеат до дното, тогаш знаеа каде се. Апсолутно без видливост, многу е тешко да се работи. Се соочивме со доста негативни услови, се по 3 или 5 метри длабочина е веќе тотална темница, езерото изумира. Во минатото беше доста подобро, пред едно 5-6 години имаме нуркано таму. Беше речиси нормално во тој период, сега е условите кои се на Преспанското езеро се речиси само за единките кои живеат таму. Душица Илик Боева од Хидробиолошкиот завод Охрид упати апел за изнаоѓање решение за спас на Преспанското езеро, за што е потребно да се изработи стратегија во што ќе се вклучат сите надлежни институции како и граѓанскиот сектор за да се изнајдат вистински мерки за заштита. Според неа, едно од можните решенија е на дополнување со вода што беше применето на Дојранското езеро, при што би се изнашле изворишта чија вода ќе се пренасочи во езерото. Викендов започнува зимското сметање на времето. Во недела стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад, со што времето во 3 часот ќе се смета за 2 часот. Во недела 26 октомври во 3 часот завршува летното, а почнува зимското сметање на времето. Стрелките на часовникот треба да ги поместиме 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот по полноќ. Зимското сметање на времето почнува секој последен викенд во октомври и трае до последниот викенд во месец март наредната година, кога повторно настапува летното сметање на времето. Оваа промена, која традиционално носи повеќе дневна светлина наутро, но и порано затемнување попладне, годинава ќе се случи најрано во последните 11 години. Од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини посочуваат дека одлуката за промена на сметањето на времето во земјава е донесена врз основа на годишната практика за регулирање на сметањето на времето и има за цел усогласување со европската регулатива во оваа област.
Преминувањето на летно и зимско сметање на времето го применуваат околу 70 земји, од кои поголем дел се држави на европскиот континент, освен Исланд, Русија и Белорусија. Европскиот парламент на 4 март 2019 година изгласа сезонското поместување на времето да биде укинато од 2021 година, но Советот на Европската Унија се уште нема донесено конечна одлука. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.